Најпрвим да ги поздравам родителите кои ни ја дадоа целосната поддршка за реализација на нашата активност, која беше апликација од Министерството за образование и наука, веќе 5-та година поред, апликација која е насловена како меѓуетничка интеграција и мултикултурализам. Оваа година, заедно со нашето партнер училиште, Општинското основно училиште Живко Брајковски, населба Бутел од Скопје, со кои секоја година реализираме активности кои не поврзуваат, кои не обединуваат. Овие претходни 2 години моравме онлайн да контактираме за да ги реализираме нашите активности преку училишниот парламент, преку новинарската секција и низа други активности кои ни дадоа како тема и самите ученици. Така што оваа година се одлучивме покрај пандемијата да излеземе во природа. Затоа темата беше избрана планинарење, да ги освојуваме височините, да се запознаваат нашите и нивните ученици со планинарските вештини. Тука најголема поддршка ни даде нашиот познат планинар Љупчо Чучуковски од Планинарското друштво Гола Кота Делчево, кој несебично, не со голем ентузијазам даде желба, но и учествуваше претходно на подготовките преку нашата онлайн работилница за тоа како да се подготвиме за да излеземе во природа. Избравме заедно со училиштето од Скопје тоа да биде водно, каде што ќе одиме и ќе посетиме средноводно и сите убавини кои ќе ги доловат нашите ученици, заедно со нивните одговорни наставници. Се договоривме целна група да ни биде 7 и 8 одделение, затоа што таа возраст на ученици можат и во иднина да ги реализираат ваквите активности. Имаше представници од председателите на секој одделение, на училишниот парламент и имаше представници, уметници или оние кои ќе доловат географско истражување на планината Вод. Беше радоста преголема. Знаете како, кога ќе сретнете ученици од училиштето Живко Брајковски кои пред 5 години дошле само да не поздрават и да не видат и покрај останатите ученици, ние бевме пресрекни. Бевме пресрекни затоа што со колешките заедно дадовме еден акцент на дружењето во кое децата научија и запознаа многу убавини, но и се дружеа. Со жичара се искачивме на средноводно, таму се одржа предавање со планинарење, каде што тука секако главен збор имаше нашиот планинар Љупчо Чучуковски, кој што им покажа начин, подготовка, реквизити, кои помагала планинарот треба да ги има, на каква висина, со какви здравствени подготовки треба да бидат реализирани таквите активности, и тоа беше следено со огромно внимание. Јас мислам дека ваквите активности ќе дадат насока и за воиднина во нашите училишта и понатаму да се дружиме, но и во самите училишта да дадеме поттик и интерес за планинарење на нашите ученици да излезат во природа, да ги остават затворените простори дома, мобилните телефони и да можат заеднички да се дружат. Ете, тоа беше и целта на нашето заедничко дружење, за кое можам огромна благодарност да изразам на Министерството за образование и наука, затоа што неминовно е фактот дека дружењето од различни етникуми дава можност учениците кои покажа и докажа дека не е ништо важно. Важно е заеднички да ги споделуваат задоволствата, другарството, насмевките и дружењето. Значи вака, во склоп на проектот кој што се одвива преку основните општински училишта Ванчо Прке од Делчево и основното општинско училиште Живко Брајковски од населбата Бутел од градот Скопје. Значи тие има проект кој што е финансиран од Министерството за образование и наука, кој што проект се однесува за мултикултуризам, односно значи соработка меѓу училишта кои што се имаат ученици од различни етнички националности. Така што проектот го реализиравме на планината Водно и целта беше значи да преку запознавање на дечињата ги запознаеме основните работи за планинарството, каде што учествуваат дечиња од македонска, албанска и ромска националност и каде што јас како стручно лице кој што учествував во овој проект, значи изедов учество и прошетавме околу средноводно, потоа се качивме до врвот Крстовар, тоа е 1066 метри надморска височина, највисок врв на планината Водно,
и каде што овде значи и извршив едно предавање од планинарството, односно ги запознав со основните работи за планинарството, опасностите во планина и посебен акцент дадов на ориентацијата во просторот, бидејќи од овде значи имаше добар поглед на целата околина и така што разработивме една мала лекција, како што кажав, од областта на ориентацијата, односно конкретно работа со мапа и компас, каде што нормално го одредувавме правецот север и се значи ориентиравме во просторот со помош на мапата и морам да кажам дека децата беа навистина заинтересирани и поставуваа некои интересни прашања, значи внимателно слушаа, така што поминавме еден навистина убав ден.